Добар ден на сите. Ви благодарам за присуството. Како што ветивме, Регулаторната комисија за енергетика во престојниот период ќе одржи повеќе јавни расправи на кои што ќе се разгледуваат измените на тарифниот систем кој што се однесува на универзалниот снабдувач. Со најголемо внимание ќе треба да се анализираат блоковите кои што ќе бидат имплементирани во однос на потрошувачката кај домаќинствата. Значи, ова е прва јавна расправа. Во наредниот период ќе се одржат уште јавни расправи, само со една цел да добиеме сугестии и забелешки од сите заинтересирани страни. Во овој процес на изработка на блоковската структура, односно блоковската потрошувачка кај домаќинствата, Регулаторна комисија за енергетика соработуваше со Факултетот за електротехника и информациони технологии и со Машинскиот факултет. И денеска представниците од ФЕИТ и представниците од Машински факултет ќе дадат своји презентации во однос на измените на тарифниот систем за универзалниот снабдувач. На почеток, значи, ќе имаме двете презентации ќе се изслушаат, а понатака ќе отвориме простор за дискусија, за забелешки и понатака доколку има потреба и за новинарски прашања. Сега најнапред би го замолил професорот Рубин Талевски да ги презентира наодите во однос на измените на тарифниот систем за универзалниот снабдувач. Повелете, професор. Марко, благодарам. Ме слушате, веројатно. Овдека настапувам во име на факултетот, односно поточно во име на екипата која што соработуваше при изработката на овие предлог измени на тарифниот систем за универзален снабдувач. Екипата е тука покрај мене, професор Весна Борозан, професор Крколева Матевска и професор Петар Крстевски. Ние овој предлог го изработивме заедно со Регулаторната комисија. Иако денеска најинтересен дел од дискусијата и од презентацијата ќе бидат блок тарифите за домаќинствата, сепак измените што се предлагаат во тарифниот систем се малку повеќе од тоа. Првата клучна работа е тоа што ќе се раздвојат сметките или тарифите, ако сакате, за електрична енергија и мрежни услуги, пренос и дистрибуција, како што е случај со потрошувачите што се на слободниот пазар. Знаете дека тие добиваат по две фактури. Една за енергија фактура, друга енергија за пренос и дистрибуција. Се обезбедува поголема транспарентност. За домаќинство да се обезбедуваат 4 блокови на потрошувачка, меѓутоа само во високата тарифа. Тоа е практично концепт многу сличен на концептот на прогресивен данок. Она што сега на почеток само нафрлам клучните карактеристики е дека цената за домаќинствата во четвртиот блок ќе биде еднаква со цената за правните лица во висока тарифа. Правните лица, значи, немаат блокови во високата тарифа. Односите на просечните цени во ниска и висока тарифа за домаќинствата отприлика ќе бидат 1:2. Зборувам просечни цени. Друга една новина што се воведува, тоа е потрошувачите од категоријата втор тарифен степен, народски популарно наречени потрошувачи што плаќаат индустријска струја, а и за улично осветление, се воведува и ноќна, односно ниска тарифа, досега не постоеше. И во овој предлог што ние го изготвивме, се разбира ништо од ова не е се уште одлучено. Одлуката ќе ја донесе Регулаторна комисија во текот на овој месец, верувам. Предлагаме да се елиминира можност на правните лица да бидат третирани како домаќинства. Малку подоцна ќе ви обяснам што значи тоа. Ова анализа или ова симулација беше направена за сите потрошувачи што се снабдуваат преку универзалниот снабдувач, врз основа на податоци добиени од универзалниот снабдувач и
и од електродистрибуција за периодот април-март 2022, значи 12 месеци, 6 зимски, 6 летни. Потрошувачите се групирани по просечна, да не ви зборувам, тоа не е битно. Што покажуваат податоците од универзалниот снабдувач? Домаќинства, еднотарифни и двотарифни ги има скоро 800.000, од кои што околу 60 се неактивни, условно речено неактивни, во последниве 12 месеци имале нула потрошувачка. Индустријски домаќинства, ќе објаснам што значи тоа малку подоцна, ги има околу 1000. Овие втор тарифен степен, или оние што плаќаат индустријска струја, ги има околу 60.000 и кај нив има околу 10.000 неактивни. И останатите потрошувачи, означени овдека со медиум волт, среден напон и останати потрошувачи на низок напон ги има околу 3000. Карактеристично е што домаќинствата учествуваат 92% во бројот на потрошувачи, а инаку во енергија се отприлike 89%, додека сите овие други кои што на некој начин се правни лица имаат некаде околу 11% купна потрошувачка. Што се домаќинства? За да нема забуна како е можно во Македонија да има 735 или 800.000 домаќинства, овдека домаќинствата, затоа што не може поинакви податоци добијат од електродистрибуција, едно домаќинство значи едно броило, значи еден потрошувач. Тоа значи ако во една индивидуална куќа имате 3 спрата, 3 стана, ама едно броило, тоа е овдека третирано како едно домаќинство. И обратно, ако има 3 броила, тоа што 3 домаќинства. Меѓутоа, под домаќинства сваѓаат и сите оние броила во стамбени објекти кои што се заедничка потрошувачка во тој објект, значи лифтови, хидрофори, топлотни постаници и слично. Тие по сегашниот тарифен систем имаат третман на домаќинства и се разбира во домаќинства спаѓаат, можеби Завод за статистика не ги води, викенд куќи, станови, што можеби реков не се домаќинства, меѓутоа овдека се третирани како домаќинства. Ако се направи разлика помеѓу од овие 735.000, да се извадат некаде околу 140.000 што имаат потрошувачка просечна месечна под 100 киловат часови, излегува дека потрошувачката е, односно имаме околу 560.000 домаќинства со просечна потрошувачка од 478 киловат часови, додека сите заедно имаат 372 во текот на целата година киловат часови месечно, односно 445 и 298 зимо и лето со одветно. Вака изгледа хистограмот на потрошувачката. Ќе забележите ова портокалова боја покажува дека најголем дел од енергијата ја трошат домаќинствата што имаат потрошувачка од 300 некаде до 700 киловат часови. Бројот се разбира отстапува таа условно речено нормална дистрибуција, бројот на домаќинства во овој хистограм, затоа што овие овде што имаат просечна потрошувачка над 3000 киловат часови месечно, гледате колку енергија трошат. Слична е ситуацијата, сликата и во текот на летото. Што е индустријско домаќинство? Според постојниот тарифен систем, под домаќинство, таму има еден член, каде што вели се подразбираат верски објекти, училишни, кујни и детски градинки, па на тие кујни и детски градинки ќе се закачат и училишта, гимназии и други субјекти, домови за згрижување на стари лица. Практично, ова се најголем дел од овие правни лица работат комерцијално, ама имаат третман на домаќинства, што значи досега во последниве 50 на години плаќале многу пониска цена за електрична енергија. Има релативно малку, можеби во овие 950 има и некое вистинско домаќинство кое што заради техниката или начинот на мерење ги третираат, ама тие се малку. Гледате, имаат потрошувачка 2500 киловат часови месечно.
Хистограмот ни оддалеку не личи на некоја нормална дистрибуција. Гледате, најголем дел и од потрошувачите, меѓутоа и од енергијата се ја трошат оние што имаат просечна потрошувачка над 3000 киловат-часови месечно во текот овде во зимата. Лето е нешто слично. Овие втор тарифен степен се постојни правни субјекти, главно правни субјекти, кои што досега има едно тарифно мерење, плаќаат двојно поголема цена отколку домаќинствата со едно тарифно мерење. Се предлага за нив да има и ниска тарифа. Тоа се мали потрошувачи според Законот за енергетика што имаат право да одат на слободен пазар, меѓутоа или да останат кај универзалниот снабдувач. Практично тоа го направиле добар дел во 2019, па сега во последниве 12 месеци се враќаат затоа што цените на отворениот пазар се големи. Отприлike ги има 60.000, просечната потрошувачка нивна е нешто помална од домаќинствата. Дистрибуцијата, хистограмот, и тој тука не личи многу на нормална распределба. Ова е во зима, по лето е нешто слично. И кај нив се јавуваат голем број домаќинства што имаат потрошувачи што имаат потрошувачка помало од 100 киловат-часови месечно, како и кај домаќинства да се разбира. Зошто е тоа така, тоа некој друг треба да истражува, меѓутоа знаете колку има празни дуќани по трговските центри, колку има изградени станови што се празни, а веројатно е и тоа причината. Овие другите, останатите потрошувачи што се снабдуваат преку универзалниот снабдувач, тоа се исто правни лица, мали потрошувачи кои што имаат право да бидат снабдувани или од универзалниот или од снабдувач на условно речено слободниот пазар. Има на среден, на како се вика, низок напон, и карактеристично за нив е тоа што овој диаграм ќе ви го покажа малку подосна, што и нивниот број во последните 12 месеци се зголемува, затоа што оние што отишле на слободен пазар да плаќаат на времето поевтина цена на електрична енергија, сега повторно се враќаат. Зошто овие предходните слайди ви ги покажав, особено за домаќинствата, за да биде јасно зошто ги одбравме 4 блока и зошто ги одбравме овие граници. Кога ќе се сведе на годишно ниво, само 3% од домаќинствата имаат поголема просечна потрошувачка во висока тарифа, поголема од 630 киловат-часови. Ова се границите. 210, 420, 630. Во енергија тоа е 15% и така натаму. Зошто се бројките деливи со 30? Се предлага, односно регулаторната комисија веројатно тоа ќе го напише во правилникот, овие граници да бидат номинални за 30-дневно читање. Ако некому се чита брилото на 35 дена, како се вика, јас извинам, што е ова овде кај Добро, не, нешто ми ставија тука, па затоа прашувам, се извинувам. Значи, со пропорционално се зголемуваат границите од 210 на 245, од 420 на 490 и така натаму. И аналогно на тоа, ако читањето е на 25 дена, границите се намалуваат. Како треба да се толкуваат овие резултати што во понатаму ќе ги презентирам? Тие се дадени со резолуција од 100 киловат-часови за групи од до 100 и над 3000, значи 30 на групи. Симулацијата не е правена предпоставувајќи дека приходот што е одобрен за универзалниот снабдувач и за електродистрибуција во декември месец не се менува. Тоа значи
Симулацијата треба да ќе покаже, би покажала статистички што значи ако блок тарифите се преминува од 1 јануар до 30 јуни. Значи бројките што ќе ги видите овде, проценти помалку или повеќе, немаат ништо заедничко со тоа што ќе се случува од 1 јули. Исто така, бидејќи резултатите се обработени статистички и така се и представени, така и треба да се толкуваат. Ако овде, ова е само пример, деталите малку подоцна, во групата што има потрошувачка во висока тарифа во вториот блок, има 200.000 домаќинства со 27, односно тие учествуваат 27% во вкупниот број, учествуваат, односно сите ова е сумарно 87% заедно со првиот блок од енергијата, и имаат просечна потрошувачка од 609 киловат-часови месечно, од кои што 298 и 311 за висока и во ниска тарифа. Тие би плаќале, да речеме, 5% помала сметка. Меѓутоа, ова е статистика. Во групата оваа овдека, од 211 до 420, некој можеби ќе има друга просечна потрошувачка или ќе биде на долната граница 211, тогаш оваа бројка ќе биде поголема, односно помала, ако сакате, од негативна страна. Ако сте поблиску до 420, оваа бројка ќе биде помала, можеби и позитивна. Значи ова е граф со месо. Велиме сите во оваа група ќе јадат граф и месо, ама некој малку повеќе граф, некој малку повеќе месо. И така натаму. Еве го, ова што сите го веројатно го очекуваат. Во зимските месеци 87% од домаќинствата, од овие 734.000, ќе имаат помали сметки. Помали од 13 до 0,1%. А тоа ги опфаќа домаќинствата што имаат просечна потрошувачка помала или еднаква од 900 киловат-часови месечно. А остатокот од домаќинствата, значи 90.000 или 12% би имале поголеми сметки. Се разбира, овие со релативно мала потрошувачка, нивните сметки би биле и релативно мали. Меѓутоа, овие последниве 3.000 домаќинства, зборам зимно време, ќе би плаќале, ако се воведеше ова на 1 јануар, 46% поголема сметка. Водете сметка дека само 0,4% од овие домаќинства, односно во оваа група, трошат 10, нивното учество, поточно е 10 пати поголемо во учеството од енергија. Летно време приказната е слична, се извинувам, сега, ако се направи групирање или статистика според блоковите, во првите два блока, дефинитивно домаќинствата ќе плаќаат тие што во првите два блока. Тие домаќинства што имаат потрошувачка во висока тарифа помала од 420 киловат-часови месечно, ќе плаќаат помалку од 5 до 13%. Се разбира, овие другите во третиот блок од 420 ќе плаќаат нешто поголема сметка, а овие во четвртиот блок од 637 киловат-час би плаќале од 17 до 50% поголема сметка. Во летните месеци е приказната нешто слична, малку се поголеми процентите, меѓутоа границите се пак тие, 900 киловат-часови месечно просечно домаќинствата би плаќале помали сметки. Истото важи и во овие ако се разгледуваат потрошувачка по блокови во високата тарифа. Значи, во првите два блока имаме намалување на сметките, во третиот блок мало зголемување, а во четвртиот блок има за овие се разбира што се на крај, имате дури 48% поголема сметка. Водите сметка дека овде се има малку број вакви потрошувачи, тие трошат
нивното учество е 0,1% од вкупниот број, меѓутоа нивното учество во вкупна енергија за домаќинствата, зборувам, е пак отприлика 10 пати поголемо. Сите овие резултати сега прикажани само графички. До 1%, овдека е до 1%, практично тоа е исто како, да не речам исто, ама слично како 0%, имате колку се 67, 87, скоро 90% зимно време, пардон, се извинам, претерав. 87% зимно време, а 90 и нешто посто летно време ќе имаат помали сметки. Да знаете дека еве во ова е овде. Во оваа група од 1 до 100 киловат часови просечно. Таму имате многу викенд куќи. Па летно време можеби 2 месеци се користи викенд куќата. Таму може да имате и нормална потрошувачка, просечна. Се разбира, во тоа време се претпоставува дека дома кај што живеете, па нема да имате сметка. И тогаш можеби за нив нема да биде 12% намалувањето, би било некаде 7-8%, меѓутоа во секој случај ова се сепак реални потрошувачи, меѓутоа бидејќи целата потрошувачка нивна се сведува, ако ја сведете на годишни ниво, тие спаѓаат во оваа група, а инаку може да трошат 2 месеци по 400 киловат часови. Што овој концепт овозможува? Прво, за раздвојување на сметките се доближуваме не до крај, до целосна либерализација во електроенергетскиот сектор. Блок тарифите треба да се сметнат и така и ние ги третираме како привремено решение. Тие по теорија не се пазарен механизам, меѓутоа во даден случај ги сметаме како да се, со кој што ќе се овозможи ресурсите што ги имаме за домашно производство да се искористат поефикасно, а се разбира, кога зборувам ресурсите, зборувам дека ресурсите барем во последниве 6 месеци најголем дел од домашното производство оди за универзалниот снабдувач, се ќе помогнат да се зголеми ефикасноста, енергетската ефикасност и пасивна и активна. Прво, да се намали потрошувачката во висока тарифа, а второ, да се префрли дел од потрошувачката од висока во ниска тарифа. Цените за домаќинствата и малите потрошувачи ќе бидат дефинитивно пониски од пазарните. Се разбира, цените ги диктира нити регулаторна комисија, ги диктира тендерот што универзалниот снабдувач го распишува за набавка на електрична енергија. Потрошувачите од категоријата втор тарифен степен би биле сега на некој начин изедначени со домаќинствата, некако досега плаќаат двојно поголеми сметки за струја и идните зголемувања на цените на енергијата ќе имаат ефект. Нешто што можеби го имаше на слайдот, ама заборев да го кажам. Сите овие бројки што ги кажувам овде, намалување во проценти, се однесуваат за сметките за електрична енергија, со вклучени ставка за енергија и мрежни услуги, меѓутоа не со комунална такса. Особено не затоа што кај овие што трошат 100 киловатсати месечно, овие бројки ќе бидат многу поинакви, ама тоа е исто така еден предлог да таа комунална такса не се наплаќа преку сметките за струја, затоа што луѓето, особено тие што имаат мали, релативно мали сметки, ја гледаат комуналната такса како дел од струјата. Уште некој ќе рече, па тоа е за јавно осветление. Тоа што е за јавно осветление ќе го соберат општините како што собираат даноци. Ако може да соберат данок, се разбира. Што се опции ако нема блок тарифи? Прва и најдобра опција би била, и веројатно преферирана од да речеме, од екипата овде, е да се укине универзалниот снабдувач, како што веќе во некои европски држави се случува. Односно, овие маливе потрошувачи да
имаат исти третман како и останатите и сите да се снабдуваат на слободен пазар. Дефинитивно во оваа ситуација тоа не е практично можно. Цените ќе бидат многу високи, ќе имаме доброволни, се овде се напишани доброволни рестрикции, сами ние ќе си правиме некакви рестрикции. Можеме да го задржиме постојниот тарифен систем, да ги ограничиме цените, тоа не е можно. Меѓутоа, на тој начин ќе се постигне спротивен ефект, затоа што ќе се фаворизираат оние 0,1-0,4% од потрошувачите, зборувам од категоријата домаќинства, кои што и понатаму ќе трошат големи количини на енергија, а ќе плаќаат ниски цени, ако се ограничат цените. Затоа што секое натамошно зголемување, а дефинитивно ќе мора да има некакво зголемување, ќе ги зголеми цените линеарно за сите категории. Има голема веројатност за рестрикции. Па сега тие што се сеќаваат кога имавме ние последен пат масовни рестрикции, ако добро се сеќавам, зимата 83-84, знаат што значи тоа. Тогаш и некако преживуваше државата, практично додека не влезе вториот блок во Битол имавме рестрикции, затоа што тогаш многу работи не се правеа, не беше потребна електрична енергија за да функционираме нормално. Денеска рестрикција би била катастрофална. Добро, кои се предизвици? Да, заборев и тоа дека треба се каже. Овие бројки можеби и треба малку да се гледаат и поинеку, затоа што во статистиката не е влезен, не можела да биде соодветно третирана промената на односот на потрошувачка во висока ниска тарифа од 1 јануар наваму, од кога се укина на ниска тарифа во текот на денот. Така што односот на потрошувачка, кој што сега е 49-57, односно во последниве 12 месеци, може да се очекува се зголеми на 53-47 во корист на високата тарифа. И една работа која што исто треба да бидеме свесни, дека тарифниот систем не може да се со тарифниот систем не би можела да се спречат можните манипулации во смисла на регистрирање на помали компании, јавни предпријатија со цел да тие помали фирми ги исполнат условите за да бидат снабдувани од универзалниот снабдувач. Се разбира, за тоа е потребни можеби и поголеми законски измени и се разбира делување координирано од повеќе институции и закони. Бројот на правни лица, домаќинствата досега не оделе на слободен пазар, меѓутоа бројот на мали потрошувачи, барем од оваа категорија на овие останати, гледате во последниве 12-13 месеци се зголемува. Практично почнува да се зголемува некаде од октомври месец, кога многу од нив почнале да им истекуваат договорите и новите договори биле со многу повисоки пазарни цени. Значи имаме зголемување од 16 на 42, од 216 на 356 и така натаму. И ова во иднина може да се случува, можеби не толку интензивно, затоа што кој се вратил назад, тие што не се вратиле, тие всушност и немаат право. Тоа се, да речеме, предизвиците. Ви благодарам за вниманието и сега практично колегата од Машински факултет ќе продолжи со презентацијата. За прашањата се разбира би било би било добро да бидат на крајот. Благодарам, професоре. Сега представникот од Машински факултет, професорот Филковски, кој што е редовен професор на Машински факултет од енергетската насока, енергетика и ресурси. Накратко ќе, исто како и професорот Талевски,
Добро, добар ден и од мене. Во името на колегите од Машински факултет, професор Зоран Марков, професор Тарко Бабунски, професор Дамет Митровски, јас Ристо Филковски. Добро. Нашата задача сепак беше значително поедноставна од задачата на колегите од електротехнички, затоа што ова сепак е нивно подрачје. Така можам да стигнам до статурата. Значи, ние фактички требаше да разгледаме некои аспекти на потрошувачката на електрична енергија, пред се наменети, значи, за грејење, односно влијанието врз начинот на грејење врз сметките за електрична енергија. Како, значи, би се манифестирале тарифните системи врз тој дел. Презентацијата се состои од неколку делови, значи прво клучни елементи на концептот за промена на тарифните системи, тоа ќе го поминеме многу брзо, затоа што професорот Талевски така многу добро го елаборираше. Осврт кон потрошувачката на енергија во Македонија, па потоа параметри за проценка на потрошувачката на електрична енергија со неколку системи за грејење. Значи, ова значи начини на грејење кај кои што е доминантна електричната енергија или е значителна потрошувачката. Изоставени се одредени системи кај кои што влијанието на електричната енергија е сепак поголемо. Потоа некои резултати од споредбената анализа на системите за грејење со електрична енергија со резултати од одреден број различни сценарии и завршни коментари. Би рекол прво дека моделот што беше применет, кој што првобитно е значи изработен со друга намена, но овде беше искористен така со одредени прилагодувања, е прилично комплексен и дава големи можности, но овде се разбира моравме да направиме доста предпоставки за да може да го примениме за овој конкретен случај. Значи, тимот од Машински факултет се водеше од следниве начала при анализата, значи дали со предлогот се овозможува тарифен модел што стимулира намалување на потрошувачката на енергија во текот на примена на висока дневна тарифа, а се стимулира поголема потрошувачка во ниската, односно ноќна тарифа. Потоа дали со блок тарифите се обезбедува заштита на домаќинствата чија што потрошувачка на електрична енергија е во рамките на просекот, додека тарифата за домаќинствата чија потрошувачка е значително повисока од просечната да биде близу до пазарната. И при формирањето на блок тарифите, односно при утврдување на просечната потрошувачка на електрична енергија, да се води сметка за категоријата домаќинства кои во текот на зимските месеци користат енергетски ефикасни апарати за грејење на електрична енергија. Имајќи предвид дека пред неколку години имаше многу така силна тенденција за пренасочување кон грејење на различни форми на уреди и системи со електрична енергија, па дури имаше тоа и некои контраефекти заедно со некои други така фактори, случаи на исклучување од системот за централно грејење и така натаму. Значи, професорот Талевски зборуваше за ова и јас многу брзо ќе го поминам. Клучни елементи на концептот за промена на тарифните системи фактички се раздвојување на сметките, односно тарифите за електрична енергија, за пренос и за дистрибуција, потоа воведување на 4 блокови за домаќинствата и тоа само за потрошувачка во висока тарифа, при што цената за домаќинството во ВТ4 би била еднаква со цената за правните лица, односно на цените за домаќинството високата тарифа 1 и ниската тарифа од прилика 1,3:1. И така натаму, новиот концепт практично се базира врз покачување на ниската тарифа од околу 25% и поделба на блокови, значи како што рековме, со просечно намалување на цената за киловат час за блоковите кои се однесуваат на помала потрошувачка зона 1 и зона 2. Сега, зошто е битна потрошувачката за грејење, односно комплект потрошувачката во домаќинствата и во тие рамки енергија за грејење? Значи,
Најголеми финални потрошувачи на енергија, според статистички податоци за 2020 година, во Република Македонија се обраќаат со малку под 35%, домаќинствата со 27 и нешто посто и индустријата со 24,5% од расположливата финална потрошувачка. На питата на диаграмот гледаме финална енергетска потрошувачка во домаќинството во Македонија по видови енергенти и ќе видиме дека електричната енергија фактички доминира со над 50, со 53, нешто проценти. Многу значајно место има, се разбира, биомасата, знаеме, тоа е огревно дрво во случајот кај нас. Другите се во значително помал износ. При тоа, голем дел од енергетската потрошувачка во домаќинствата, како и во други сектори и области, значи во Македонија се должи на потребите за греење. На пита диаграмот лево гледаме просечна потрошувачка на енергенти за греење во Скопје во типична година. Сега, на ниво на Македонија ситуацијата е различна со тоа што нема систем за централно греење, додека соодносот на другите учесници е тука некаде. За Скопскиот регион исто може да се види на диаграмот десно проценка за застапеност на различни начини на греење во зависност од поседуваниот уред за греење за типична година, каде што гледаме широка застапеност на електрични печки, оние термоакумулациони, електрични панели, електрични греалки, потоа клима уреди и клима уреди со инвертери и така натаму, значи значителен е уделот на системи кои што електричната енергија има така битно учество, битна улога. Во однос на проценката на потрошувачката на електрична енергија со неколку системи за греење, ние моравме да усвоиме некои предпоставки. Значи, има тука бројни влијателни параметри, бројни влијателни фактори, така што се разбира во рамки на една ваква анализа, за која што и немавме никој знае колку време, направивме одредени појдовни предпоставки, но при тоа не се пренебрегнати, тоест земени се во предвид клучните технички, економски, работни и експлоатациони параметри. И како што реков, со анализата се опфатени системи за индивидуално и колективно греење со значителна потрошувачка на електрична енергија. Значи, во оваа смисла не се третирани тука централното топловодно греење, индивидуално греење на пелети, индивидуално греење на природен газ, греење на огревно дрво и уште одредени други начини. Мора тука веднаш да се оградиме дека со оглед на големиот број влијателни параметри, резултатите од анализата мора да се третираат како индикативни, само значи како една рамка за евентуална понатамошна продлабочена анализа. Што значи тоа? Да речеме, ние имаме усвојувано одреден број часови примена на некаков уред за греење. Предпоставката е дека ако одат цените на електричната енергија нагоре, народот ќе води сметка и ќе оди во насока на штедење на енергија, при тоа намалувајќи си го комфорот. Но ние овде се разбира дека моравме да одиме со некои воедначени параметри за да се добие споредливост. И еве, значи, моделот е прилично конкретен, но многу време би требало навистина за да го прикажеме. Прво имаме усвоено модел на типичен стан врз основа на тоа што е дадено на во достапните статистички податоци на Државниот завод за статистика. Во согласност со тоа, значи, имаме усвоена позиционираност, архитектура, градежна физика, карактеристики од таков вид, значи неопходни за билансни и за термички пресметки. Потоа, метеоролошки и термофизички податоци, кои што се исто неопходни за пресметка на потрошувачката на енергија за греење и други значајни појдовни податоци, како што реков, например, режим на користење на системот за греење, уредот за греење, други навики и така натаму. Потоа следуваше пресметка на топлински загуби за станот и со анализата се опфатени неколку
системи, индивидуално грејење со топлински пумпи од типот воздух-вода, колективно грејење со топлински пумпи воздух-вода на објект со повеќе стамбени единици, индивидуално грејење со клима уреди со инвертер, индивидуално грејење со електрични панелни греалки, тоа инфрацрвени, конвективни и комбинирани, индивидуално грејење со термоакумулациона печка. При тоа мора да се има предвид, и тоа е земено во моделирањето, дека настрана она, значи, да речам, широко прифатено становиште дека соодносот кај клима уреди или кај топлински пумпи на електрична со топлинска енергија е еден и тој, има голема разлика при режимите на користење на овие уреди. Овој диаграм тука е прикажан за да се види како се опаѓање на температурата, на надворешната температура, и во зависности и од други фактори, сепак има значителна промена на ефикасноста, овде изразена преку коефициентот на термотрансформација или попознат како коефициент COP, Coefficient of Performance. Ево овде некои сведени, би рекол, и резултати и појдовни податоци за понатамошната анализа, значи за тие неколку начини на грејење, индивидуално со топлинска пумпа, воздух-вода, колективно со топлинска пумпа, индивидуално грејење со клима уреди со инвертер, индивидуално со електрични панелни греалки и индивидуално со термоакумулациона печка. За модел станот се добиеве таа вредност што ја гледате во средната колона, 6480 киловат-часови на годишно ниво, но се разбира, тоа е за грејна сезона. И во принцип е работено со средни вредности за ефикасноста, како што се дадени во колоната за ефикасност, нели, со одредени усогласувања во понатаму. Во колоната десно е дадена потрошувачката на електрична енергија со конкретните уреди. И понатаму, врз основа на добиените резултати, се проанализирани неколку сценарија од аспект на тоа што би значил новиот тарифен систем во споредба со претходниот. И еве сценарио 1А, референтна потрошувачка за просечен стан само електрична енергија 500 киловат-часови при однос висока тарифа со ниска тарифа 50 со 50%, актуелниот концепт 3069 денари, новиот концепт малку нешто помалку, при однос 70:30 висока тарифа со ниска тарифа, денарите нема да ги читам, разликата е некаде околу 12%, помалку со новиот концепт, при сооднос висока со ниска тарифа 30 со 70%, значи некаде промена во насока на покачување од 4%. Сценарио 1Б, референтна потрошувачка за просечен стан само за електрична енергија, значи месечно, при однос висока со ниска тарифа 50-50%, значи промената на сметката би била за минус 5,3%, значи намалување со новиот концепт во споредба со актуелниот, при однос 70:30 висока тарифа со ниска тарифа, намалување од 12,6%, при однос 30 со 70%, промената би била во насока на покачување 4%. Сега, со земање предвид 500 киловат-часови потрошувачка без грејење, плюс 400 киловат-часови за грејење, 50 со 50%, висока со ниска тарифа, промената на сметката би била 5,5% во насока на намалување, при однос висока тарифа со ниска 70:30%, промена во насока на намалување од 9% и при однос 30:70 висока тарифа со ниска тарифа, промена на месечната сметка за 4% во насока на покачување. Сценарио 2Б, референтна потрошувачка за просечен стан
500 киловат часови без грејење и 1080 киловат часови за грејење. При однос 50:50%, значи многу мала промена на сметката, при однос 70:30 висока во однос на ниска тарифа, намалување за 3,3% и при однос висока со ниска тарифа 30-70%, мал пораст 3,8%. Значи, сега ние можевме уште многу вакви сценарија, разбира се, одредени предпоставки да правиме, но еве одиме кон завршните коментари. Повторно ќе направам едно оградување дека и ваквата анализа, иако морам да речам дека е вложен напор, мора да се смета како индикативна, поради редица влијателни фактори. И сега уште, значи, би барало ова дополнување на анализата со системи кои што овде се разбира дека можеби не се опфатени. Анализата покажува дека за просечен потрошувач цената ќе се промени во диапазон -5 до +5%, во зависност од режимот на потрошувачка во текот на деноноќието, при што доколку грејењето се одвива претежно во време на ниска тарифа, значи во споредба со претходниот систем, трошокот малку ќе порасне и обратно. Но дискутабилно е од аспект на техничките карактеристики на уредите, колку е тоа, значи, реално. Заради покачување на ниската тарифа, значи при изразито интензивно користење на ниската тарифа, месечните сметки би се зголемиле за неколку проценти, значи во просек. Се разбира, тука има и други фактори, ново настанатата состојба на пазарот на електрична енергија, зголемената цена на весата и така натаму. И мајќи го ова предвид, значи делува некако дека со новиот концепт се стимулира користењето на висока тарифа наместо концептот на стимулирање на користење на ниска во одредена мера. Сега има доста позитивни аспекти на новиот тарифен систем. Овде се само некои спомнати, значи при актуелните цени голем дел од домаќинствата би имале помали сметки отколку според постојниот тарифен систем. За голем дел од потрошувачите сметките не би биле значително различни, се разбира под услов да не се покачи цената на електричната енергија, што воопшто не е нереално. И тука мора да се напоменат и некои работи, тоа што во почетокот јас веќе спомнав дека имаше одреден број години кога и со редица мерки се иницираше пренасочување кон системи за грејење на електрична енергија, при што имаше и исклучување од системот за централно грејење на во Скопје. Па како тоа сега ќе се одразува во оваа ситуација, тоа е друго прашање. И би сакал уште да кажам дека бројни наталожени проблеми, контрадикторности во енергетскиот сектор, кои што ги знаеме, нели? Стари објекти, ограничени домашни ресурси, долгогодишно одржување на цената на електрична енергија на ниско ниво, исклучително ниско, недоволно инвестирање за одржување и изградба на нови објекти и така натаму и така натаму, како и состојбата која што исто ни е позната, настаната пошироко, врз која што немаме некое влијание. Никако не може да се очекува дека ќе се разрешат само со нов тарифен систем. Со тарифниот систем може нешто да се помогне, да се поиспегла и така натаму. Ова другото, сето набројано, бара на вистина систематски пристап. Толку би имал со презентацијата. Благодарам. Благодарам на двајцата професори. Значи се работеше изминатиот период. Она што сакам да го кажам е дека Регулаторната комисија за енергетика и понатака во целиот овој процес ќе соработува со двата факултета, бидејќи нивното искуство особено ни помага да направиме концепт кој што ќе даде резултати. И двајцата професори кажаа дека, и што се согласувам дека е така, со овие измени на тарифниот систем кои што се однесуваат во најголем дел на блоковската структура не може да се решат
сите проблеми во електроенергетскиот сектор. Но како и да е, како една, да речеме, привремена мерка, ќе започнеме, па ќе видиме понатак. Значи, она што имам да го резимираме, дека за прв пат кај домаќинствата ќе се воведе издвојување што е набавка на електрична енергија, што е мрежарина, и со тоа ќе се усогласиме и со функционирањето на слободниот пазар на електрична енергија, а и ќе се усогласиме со нашите обврски кои што произлегуваат од членувањето во енергетската заедница, односно врските да го примениме во целост третиот енергетски пакет. Значи, како и во сите земји што е, и во Европската Унија, секој потрошувач ќе знае колку му е набавната цена на електрична енергија и колку е мрежарината. И токму во делот на набавната цена на електрична енергија ќе може да споредува, бидејќи тоа е конкурентен дел, со цени на слободен пазар, со цени на регулиран пазар. Понатака, значи, имаме предлог да се оди со 4 блока, блокови кои што се однесуваат само на потрошувачка во висока дневна тарифа. Првиот блок е 210, вториот е 420, третиот е од 420 до 630 и четвртиот е над 630 киловат часови во скапа тарифа. И она што имаше загриженост кај граѓаните, значи потрошувачката ќе се сведе на дневно ниво, и затоа и такви се границите на блоковите, за да можат да се делат со 30, за да нема незадоволни потрошувачи. Од аспект кај мене подолго време не е прочитано, па ќе влезам во блок со повисока цена, значи тој проблем ќе биде избегнат, поради тоа што ако читањето е 35 дена, првиот блок наместо 210 ќе биде 245 киловат часови. Така да тој проблем ќе биде разрешен. И конечно, она што е најбитно, со имплементацијата на овие блокови, кај 87% од домаќинствата во зимските месеци ќе имаме намалени трошоци за електрична енергија, кај останатите ќе има зголемени трошоци на електрична енергија, и токму тоа е поентата на воведувањето на блок тарифите, е да се испрати сигнал до потрошувачите кои што многу трошат, да ја намалат својата потрошувачка и да инвестираат во енергетски ефикасни уреди и начини на грејење со електрична енергија. Додека во летните месеци, кај 92% од домаќинствата ќе имаме намалени трошоци за електрична енергија. Овие проценти се однесуваат, анализата е правена за постоечката одлука на Регулаторната комисија за енергетика. И она што е исто така битно, што го покажа и анализата на професорите од Машинскиот факултет, дека и при релативно висока потрошувачка, трошоците за електрична енергија треба да бидат тука некаде, и анализата на Машинскиот факултет покажа дека ефтината тарифа не треба да има сериозно зголемување, бидејќи тоа ќе даде полоши резултати, доколку се држи на соодветно ниво, ќе имаме уште подобри резултати. Значи, јас сега отварам дискусија, секој кој што сака може да даде своји забелешки, доколку може и професорите ќе одговорат, и ние сме тука, ви стоиме целосно на располагање. Марко, ако може, само еден мал коментар, за да нема забуна. Колегата од Машински факултет кажа нешто врз основа на бројките што ги презентираше. Блок тарифите не фаворизираат потрошувачка во висока тарифа. Цената во ниска тарифа ќе биде пониска и од цената во висока тарифа во прв блок.
а да не зборувам за четвртите. Она што е различно и бројките, да, таму беа 4% повеќе, а тоа е споредено со сегашнава цена на односи на електрична енергија во висока и ниска тарифа. Да не заборавиме, за тие што немаат многу години, тој однос 2:1 е воспоставен 70 и некоја година, кога во СФРЈ производството на електрична енергија беше главно од термоелектрани, па и во кај нас, особено кога влегува во блоковите во Битола, и техничките минимуми на електраните беа такви да ноќно време, особено Битола 3 кога влезе во погон 87-88 година, имавме вишоци од стотици мегавати во нашиот македонскиот систем, и тогаш природно било со цени 2:1 да се стимулираат луѓето, да сега тоа не може да се направи. Не знам што се случи со техниката, меѓутоа ако уствари вака можам да ви го прикажам тоа. Молам? 1:3:1. Да. Не тоа. Овој диаграм. Не знам што се случи со техникава. Ај ова да го повторно. Не, па можам и овде да го... Ево овој диаграм. Овој го гледате диаграм. Така е позгодно. Сегашните прилики се следни. На Хупекс. Хупекс е најблиско, берза најблиско до нас и релевантна е за овој дел од регионот. Југоисточна Европа. Цените во пик и оф-пик, значи по Хупекс пик часови или часови со врвно обтоварување се од 9 се бајле до 8 навечер. Во последниве 11 години Хупекс работи од 2010, ама и меѓутоа цела година е прва 2011. Гледате како се менуваат плавата линија од 1,5 до 2022 веќе скоро 1:1. Има повеќе причини зошто е тоа така. Учеството на термоелектрани се намалува, учеството на нуклеарни електрани се намалува во Европа и особено во Централна Европа и Југоисточна. Ако тоа се сведе на нашите термини нисока ниска тарифа, отприлика е 1:2 однос. Така што, ова сакам само да го кажам, новиот модел не фаворизира трошење во висока тарифа, туку споредено со стариот модел ќе бидат како се вика, цените можеби малку различни. Благодарам. Благодарам. Повелете, професор Димитров. Јас сум Константин Димитров, дипломиран пензионер во оставка, така се шегувам и веројатно сум најстар овде кој ќе погледнам, па барем да кажам. Убаво е што се собравме и знаеме дека имаме проблем. Проблем е што е висока цената на електричната енергија и го погодува домашниот буџет. Значи, проблемот е во високата цена. Висока е цената затоа што увезуваме добар дел на електрична енергија. Да не увезувавме, немаше да биде проблемот со ова поскапување, може би не може да правиме нов тарифен правилник. Може ќе го правевме, но ова е сега, ставаме фластерче на една рана која што треба да се реши. Ова е некој сега преоден период, како што кажа и председателот на регулатор на Битримовски, во овие моменти така да се разреши. За жал, не ги добивме овие анализи претходно да се приготвиме. Веројатно нешто што ќе кажам е на база на тоа што имаше долго изложување, едно чудо бројки, немам фотографиска меморија да ги запаметам, и нешто ќе кажам што мислам дека во секој правилник многу се решава се со една многу добра математичка гранка, статистика. Со статистика може да се докажат дури и
различни работи да бидат добри. Не се. Но блок тарифите ќе бидат така направени, очекуваме со тој тарифен правилник некаква правда. Правдата е некој што троши повеќе, дај ќе плати повеќе. Тоа е основната цел. Тоа е спротивно на деловна логика, кај што тој што троши повеќе треба помалку плати, но овдека имаме намера дека тие можат да платат и треба да платат, го прифаќаме, тоа е политика да се направи. Но има друга една неправда кон потрошувачите што не може вајда со правилников да биде опфатена. Го спомна тоа колегата од Машински факултет, Филковски, кога зборуваше за системите за грејење. Околу 60.000 фамилии во Скопје се во повластена положба затоа што се приклучени на топлификацијскиот систем. Тие не трошат електрична енергија за грејење, плаќаат друга и ќе бидат во некоја ниска категорија споредено со она што на ниво на Македонија во сите наши стратегиски документи велиме, одиме кон енергетски ефикасни постројки. Прочитајте и последната стратегија, последните акцијски планови, каде што се препорачува користење на топлинските пумпи за задоволување на потребите за енергија, за топлинска и ладилна енергија. Дури градот Скопје и држава дава субвенции да се купуваат малите топлински пумпи, кои што комерцијално ги нарекуваме инвертори, клими или кој како сака, но се работи за мали топлински пумпи. И сега одеднаш тие ќе бидат на определен начин казнети, затоа што ги изфрлиле, што ги има печките на дрво, ќе преминуваат на електрична енергија, ќе трошат поголема количина на електрична енергија наместо претходниот случај. Но тоа е правилник, така било тога, сега имаме поскапа електрична енергија и ќе биде така. Овдека се зима потрошувачката според бројило. Никдека не се рачуна, не се зима во предвид дали во еден стан живеат двајца или 8 луѓе. Кај посиромашните слоеви, кои што може имат и двоспратна куќа, живеат татко со син, со невеста, ќерка со зет, со дечиња, се 8-10 луѓе, а има доста такви во Македонија, имаат едно бројило, тие 8-9 луѓе повеќе трошат отколку некој кој што е со мал број и плюс една топлификацијски систем, има, значи во секој случај има неправда. Сега правилникот не може веројатно да направи се. Ова не сме го анализирале, ќе пречи малку и кога ќе влезе во употреба, веројатно уште после тоа, после некое време, ќе се видат колку се придобивките и колку има камчиња во чевелот што ќе не глочка. Едно нешто не разбрав или погрешно разбрав, дека домакинствата од сега ќе плаќаат помалку отколку сега. Ако е тоа така, новинариве веројатно треба одма да објават дека со Новиов ќе се смали цената за 5%, што би било неверојатно достигнување. Може јас погрешно разбрав. Веројатно се работи за тоа. И според се јас што отприлике очекувам, тешко да имаме смалување на сметките кои што домакинствата денеска ги плаќаат и со примената нова. Се извинувам, веројатно пак погрешно сум разбрал, но не очекувам дека ќе има поевтинување 5%, 3% во таа прва и втора категорија на граѓани, домакинства кои ќе користат електричната енергија. Веројатно ќе ми објаснат колегите кај грешам во ова моје расудување. Благодарам. Најголем дел од работите што ги кажа колегата Димитров се во ред, освен ова последното.
Ама и тие за претходните имам коментар. Прво, на почетокот беше јасно кажано, не знам што се случи со техникава, симулацијата што ја гледавте на презентацијата од Електро и симулацијата што ја има направено Машински факултет, таму имаше и денари, намерно не ги кажавме денарите, пошто тие дополнително ќе направат забуна. Вика, што би се случило ако блоковите се применуваат од 1. јануар до 30. јуни? Ни случајно никаде не реков, ја и го повторив неколку пати, дека не значи дека овие проценти што ги прикажав ќе важат од 1. јули. Тоа е да речеме, условно речено, недоразбирање. Инаку, за се друго што колегата Димитров изборуваше, тоа е во доменот на енергетска политика. Регулаторната комисија, а и ние, консултанти со работници на регулаторната, не креираме, барем не во ова својство, не креираме, нити тие креираат политика. Политиката, енергетска меѓу другото, ја креира собрание, закони, и владата со министерствата, со уредби, со изработка на стратегии, усвојување на стратегии и така натаму. Регулаторната комисија треба да ги спроведе политиките на државата. Со тарифен систем не можете да решите нешто што е дубиози направени заради погрешни политики во последниве 30 кусур години. Нешто кажа колегата од Машински за тоа, еве го овдека напишано, преска не го презентирав, меѓутоа, причината зошто сме дојдени денеска до ова, ја гледате овде. Сето тоа може да се, како се вика, сведе под еден заеднички именител. Ниска цена на електрична енергија. Многу ниска. Нити Елем можел да инвестира, нити Елем можел да реновира. Многу добро знаат тие што во електроенергетика се, дека Елем има многу години рипнато оние редовни ремонти во битолските електрани, а сите исто така знаеме дека битолските електрани се толку колку што се. Нормално, заради тоа нема многу приватни инвеститори заинтересирани да инвестираат, освен оние во малите обновливи извори, каде што имате фидин тарифи, таму има и финансиски интерес. Природен газ немаме колку, 96 година седна да се пушти гасоводот, 25 години. Ние немаме природен газ во дистрибуција. Односно има нешто малку во Куманово и Струмица. Не може природниот газ да дојде затоа што не е конкурентен на електричната енергија. И да не гледам понатаму. Енергетска ефикасност, па на кој му се исплаќа да инвестира во енергетска ефикасност ако му е ефтина електричната енергија? А се грее на електрична енергија, а се грее се повеќе затоа што се префрлија од дрва на електрична енергија, се префрлија од нафта на електрична, и што е најлошо, во Скопје со години бројот на изградени станови со централно грејење се зголемува, а бројот на потрошувачи во топлификација се намалува или благо расте. Тоа се грешки кои што не може нити со овој, нити со било кој друг тарифен систем да се исправат. Затоа треба на друга, како се вика, на друга некоја јавна расправа да дискутираме. Се разбира, имаме ние, и ова што кажуваше колегата Димитров е точно, ама не е за оваа јавна расправа. Второ, коментарот дека блок тарифите или ограничувањето, зголемувањето на цената во вториот, третиот и четвртиот блок е контра пазарна логика. Да, меѓутоа ако се на слободен пазар. Сите овие потрошувачи што мислат дека се обесправени со блок тарифите, може слободно да одат на слободен пазар и да преговараат, па како што одите на пазар да купувате домати, ви кажуваат 100 денари се доматите, ама гајба е 7, вие барате 70 да ви биде наплатена, продавачот вика 80, па ќе си пазарите за 75. Овдека ова е тарифен систем за универзален снабдувач. Да не објаснувам сега што значи универзален снабдувач или зошто е воведен, меѓутоа во секој случај треба да ги заштити тие условно речено мали потрошувачи кои што на отворениот пазар нема да бидат заштитени од оние предаторски пракси на трговците.
Сега, на универзалниот пазар имаме ограничена понуда. Кога има ограничена понуда, не важи принципот тој што троши многу ќе добие попуст. Него таму, за да се обезбеди за сите електрична енергија, се воведуваат овие блок тарифи. Дали е право дали е правда или неправда, тоа нека одлучи јавност. Благодарам. Само уште едно прашање. Дали со пресметкиве верувате дека универзалниот снабдувач ќе биде покриен без владата да доделува субвенции на електростопанство во однос на цената производна што ја има? Ме разбирате што прашувам? Или дали направивте пресметка, бидејќи ги имавте сите податоци, колку би требало да биде цената по киловат саат електрична енергија, доколку државата не дава субвенции за да се обезбеди социјален мир? Значи вака е работата. Ајде уште еднаш да кажам. Како се формира цената кај универзалниот снабдувач? Универзалниот снабдувач распишува тендер. На тендерот ЕЛЕМ, односно поново ЕСАМ, мора да се јави и да понуди барем, ако не се лажам, сега 60% од потребите. Значи, најмалку 60%, не е битно. Тоа значи дека ЕЛЕМ не може помалку, ама може и 102% да понуди. Тоа не е противно на законот, ама ги исполнува минималните критериуми. Потоа, на тој тендер може да се јави секој трговец. И ЕЛЕМ нема да продаде ни 1 киловат час ако неговата цена е повисока од останатите понудувачи на тој тендер. Цената што ќе се постигне, каква ќе понуди практично, праксата покажува дека ЕЛЕМ само ќе се јави, само ЕЛЕМ се јавува досега, ако добро се сеќавам, е влезна цена за електрична енергија за универзалниот снабдувач. На тоа, и тоа е пазарен принцип. Не е пазарна цена, него е цена што е постигната со пазарни принципи. Колку одлучил ЕЛЕМ да понуди, толку. А колку ќе понуди ЕЛЕМ, тоа ќе го праша газдата, а тоа е владата. И тука застанува нашата. Тоа, ако ние сега правиме математика, што би било, кога би било, далеко ќе стасаме. Понатаму, на таа цена, универзалниот снабдувач има право, на тендер го има добиено тоа право, да има маржа од 11%, ако не се лажам, и има, се разбира, уште некои други трошаци заради одредени дебаланси, и оваа анализа, барем таа што ја правевме ние, покажува дека за овие 3 милиарди и 700 отприлика универзалниот снабдувач ќе собере доволно пари да му даде на ЕЛЕМ за тоа што ЕЛЕМ за овие 6 месеци понудил 41 евро. Колку владата точно му дала на ЕЛЕМ пари, не знам, меѓутоа ЕЛЕМ понудил 41 евро. Во иднина колку ќе понуди ЕЛЕМ, не знаеме, затоа што прво не знаеме ни колку може би владата ќе му субвенционира. Така што тоа е сега во доменот може би на шпекулации. Ви кажувам дека од едно сума на пари што треба да биде иста и по стариот тарифен систем и по новиот, универзалниот снабдувач ќе ги собере парите за да може да му плати на да плати на електродистрибуција, пошто дел од парите што ги собира и на електродистрибуција ги дава, дел од парите ги дава на ЕЛЕМ. И да остане нешто веројатно и за некаков профит. Колку ќе биде тоа во иднина, навистина не знам. Сега, од таа фиксна сума на пари, некој ќе учествува помалку него што учествувал досега, некој ќе учествува повеќе. Тоа е суштината на блок тарифите. Прогресивен данок. Со тоа што кај прогресивен данок, Министерството за финансии, а ние го имавме до пред 15 години и требаше да го имаме и оваа година, може би да не беше кризата, па се одложи малку. Таму со прогресивниот данок се стремат министрите за финансии да соберат повеќе пари, а овдека со блок тарифиве, кои што слични се на прогресивниот данок, сакаме
да се троши помалку електрична енергија. Благодарам.